се наоѓаме во населбата Драчево, тука е средното ветеринарно училиште или земјоделско ветеринарно училиште, како сакате, или попознато како училиште на град Скопје, или онак како што се води е училиште на град Скопје. Овде сме заедно со ученици и нивна професорка, која што има прекрасно искуство на 15 на дена да ни донесат убави практики од Германија. Но пред да започнам нели со муабетот заедно со нив, ќе кажам дека професорката Росана Младиновска ми кажа во ова искуство кратко наше, нели околу 20 на минути сме овде веќе во средно ветерина, како е познато. Меѓу нас имаат многу нешта кои што можеби треба да ги за кои што можеби треба да ги вклучиме на линк или да им дојдеме, ама се договоривме повторно, ама се договоривме дека тоа ќе го направиме некаде на почетокот на пролетта. Професорката Младиновска ќе ни каже и зошто. Добро утро, професорке, добро утро, ученици. Ќе ве представам сите со ред, ама еве сега со професорката прво. Што се можеме да видиме одблиску во средното ветеринарно? Најпрво добро утро и добро дојдовте во нашето училиште. Се наоѓаме во средното училиште на град Скопје, браќа Миладиновци, односно се наоѓаме во нашата мини зооградина. Нашата зооградина е полна со животни, односно имаме некаде околу 12 на видови на животни и околу 9 видови на птици. Зоолошката е од отворен карактер, така да секој што сака може слободно да дојде и да не посети. Да. И сега се договоривме дека тоа го прават често и баби, дедовци, мајки и така заедно со своите внучиња и деца, така. Што е овде? Овде има еден прекрасен летниковец и може да уживаат и децата да се информираат за сето она што е тука. Какви видови животни имаме? Имаме повеќе видови на животни, имаме и екзотични животни, така имаме носести мечиња. Понатаму имаме лама, имаме магаре, имаме овци, мини козички, виетнамски прасиња, елен, срни, различни видови на птици, односно доста е богата нашата зоолошка, така да додека ги запознаваат животните, пак имаме и библиотека на отворено, која што се наоѓа токму во овој летниковец. Исто така може и да уживаат во добра книга. Така е. Сега освен оваа отворена мини зоолошка, нели, што се можеме да видиме тука? Ми кажавте дека имате градина на отворено, има уште многу сегменти за кои што можеме повторно да се видиме на линк. Повторно може да дојдете секако. Да. Имаме аквапоника. Понатаму имаме тематски дел наречен Дивиот запад. Имаме хотел за птици. Понатаму имаме зачинска градина, каде што самите произведуваме и сушиме зачини. Исто така произведуваме и наш органски мед. Понатаму имаме вертикални градини, имаме современи пластеници, односно имаме најразлични содржини каде што може самите ученици да реализираат практична настава. За кој дел бевте вие особено задолжена? Како беше? За зачинската градина. Зачинската градина, да. Произведуваме и сушиме наши собствени зачини. Така е. Што произведувате, професор? Произведуваме и ароматични и лековити и зачински растенија. Значи тука ни се познатото нане, рузмарин, понатаму имаме стевија, лавандата, исто така имаме и интересно растение кое што го нема секаде. Тоа е вегетката од кое што се прави и познатиот зачин вегета. Навистина? Да. Супер. За тоа ќе ви дојдеме повторно така, за секако добре многу аспекти на ова што ни кажавте, но овде сме да кажеме и за еден навистина интересен проект. Морам да кажам дека јас сум од времето на одењето во училиште кога се бираше најчесто тоа да е или гимназија или да е некаде каде што после гимназија насоченото образование ќе те однесе да бидеш некаков евентуално доктор во средна медицина, но и да бидеш правник или економист. Никој од нас во тоа време кога јас учев, не беше многу заинтересиран за средните стручни училишта, но еве ова е едно од искуствата кое што треба да се сподели и преку ова линковско вклучување на лица место ќе ви кажеме дека проектот се нарекува вели поттикнување на претприемништвото со подобрени вештини преку иновативно учење. Овие домена ученици од ова училиште овде во населбата Драчево беа во Лајпциг. Беа на 14-дневен престој таму. Сега ќе кажувам, значи Дамјан Митревски, овој со црната јакна кој што ќе ни зборува малку подоцна, до мене е Валентина Крстевска, тука и Антонио Приндиш, здраво. И Мухамед Сейдиу, така? Точно е се. Сега тие ќе ни кажат за едни прекрасни искуства. Зошто велам искуства? Заради тоа што веројатно тие се едни од малку темина, средношколци во трета година гимназија кои што можат
практично да научат нешто. Например, ние сите кои што сме биле во гимназија, не знам каде би наноселе за да учиме гимназиско образование или дообука во однос на пракса, но еве, овие деца имаа можност тоа да го искусат во Лајпциг. Дел од нив да направат и бизнис план, па да се обидат натаму по завршувањето на средното, можеби факултетот, да направат и свој бизнис, но и околу градинарството и сето она што како практики ги научија во Лајпциг. Еве, прво Валентина Крстевска, здраво. Здраво. Ке ми кажете ли што беше она што го научивте во Лајпциг? Што можевте да искористите таму од практиките па да ги направите и овде? Преку практичната работа се соочивме со нови искуства, се стегнавме со знаење и вештини. Исто така научивме како да уредуваме и декорираме зелени површини. Работевме на декорација на новогодишни изработки. Правевме венци, аранжмани. Исто така да не заборавам, имаше и фарма за елени, каде што ги исхранувавме, научивме како правилно да се грижиме за нив. И овде имате елени, така што може да го искористите тоа како идеја и можност. Да. Така, Исто така, да. за крај, отпатувавме и во различни градови во склоп на проектот и можевме да видиме знаменитости за нив. Да, секако. Добро, Валентина, благодарам за овој дел. Сега се силиме кај Дамјан Митрески. Вие тројцата направивте бизнис план. Тоа е делот на предприемништво. Дамјан, беше ли тешко да се направи прво? Што значеше правење на бизнис план? Па во создавање на бизнис план не е нешто тешко, само треба да се размисли за што, како да се направи, бидејќи со тој бизнис план полесно ќе биде полесно подоцна ќе се раководи бизнисот кој што планираме да го отвориме. Што беше вашиот бизнис план? Да отвориме исто како оваа мини зоолошка за деца со попреченост. Браво. И како беше оценката на луѓето од таму од Лајпциг? Па добра, нека е одлична. Да. Што значи се? На што се треба да се внимава во создавањето на тој бизнис план? Па на колку вработени, тоест генерално од кај на колку ќе биде наменето таа работа, од кај ќе доаѓаат финансиите, од кај што Да биде исплатив бизнис? да, за да може да биде раководен. Така е, да. И сега, Дамјан, искрено, после средното училиште имате план да го остварите бизнис планот? Можеби не тој кој што го напишавте, но некој сличен на него? Па се уште не сме оформили, ама може да нешто ќе се оствари. Да, ама добро искуство е ова, така? Да, помага за понатаму да се развиеме како личности, како предприемачи. Така. И сега едно прашање надвор од ова зашто се договаравме. Имавте двојби за тоа дали да дојдете во ветерина? Што ве предизвика да дојдете во средното ветеринарно? Па мене конкретно љубовта кон животните. Да. Значи, Секогаш? од секогаш, од најмала возраст, од кога знам за себе, од секогаш сум сакал да бидам ветеринар и тоа ме привлече овде. Ќе бидете ветеринар, тоа е целта? Да, крајната цел е тоа. Да. Па тогаш бизнис план за ветеринарна амбуланта евентуално. Да, тоа беше еден од предлозите, ама некако се вклопи и тоа во тој бизнис план кој што го оформивме таму. Супер. Валентина вели и таа сака да биде ветеринар, така? Не можев да се замислам во нешто друго освен во ветерина. Животни имате и дома? Да. Што се? Имам 3 папагали и 2 кучиња. Како е со папагали и кучиња во исто време? Интересно. Да. Да. Професор, ке доаѓаме до делот кој што не го споменавме, а на вистина вреди да се спомене. Значи, ова е само едно од трите училишта која што беа во овој проект цел. Може ли да ни споменате сега кој се беше задолжен и какво е за вас искуството од Лајпциг? Така, на мобилноста во Лајпциг учествувавме 3 училишта. Освен нашето училиште, тука беше и Здравко Цветковски и Боро Петрушевски. Убаво искуство. Сепак, овој проект беше имплементиран од центарот, односно поддршка добивме од Скопскиот центар плански регион. Меѓутоа беше финансиран од Националната агенција за европски образовни програми. Да. И што вие како професорка видовте таму? Може би е многу добро тоа искуство да речеме да знаете дека или на тој начин може да се направат работите или практичниот дел да биде многу повеќе во образованието на сите нас како ученици. Така, научивме многу нови работи, научивме нови вештини кои што секако ќе ги имплементираме тука во нашето училиште. Научивме како да уредуваме и декорираме зелени површини, научивме како правилно
правилно да уредуваме, Елени. така и уредуваме дрвца, кроиме дрвца, ги обликуваме дрвца, понатаму како да размножуваме растенија, научивме како да правиме аранжмани, секако ние имавме искуство во таа област, меѓутоа сега имаме подобрени вештини, како да одгледуваме елени, бидејќи таму имаше фарма, како правилно да се исхрануваат, правилно да се чуваат и нешто многу важно научивме, односно како правилно да рециклираме. Рециклираме? Токму така. Супер. Научивме како правилно да го рециклираме отпадот. И секако научивме што е вистинска дисциплина. Така, како да имаме дисциплина во работата. Така е, да. И сега знаете што ми е голема провокација, ќе не викнете кога ќе се кројат дрвцата за оние начини научени или практики да ги имплементираме заедно. Никогаш не сум кроела дрвца, можеби ќе ми помогне. Секако набрзо имаме и празник. Токму Свети Трифун и кога се закројуваат лозијата, така да добре дојдени сте. Ние имаме економија, односно имаме наши насади, така да слободно можете да дојдете кога и да посакате, да практично да видите како изгледа пролетно кроење. Ете, така, вие ќе ни кажете што се ви кажа луѓето од Германија, како тие го прават тоа. Така? Така. Да. Значи ќе ви покажеме што точно научивме на дело. Супер. И што да ви кажам, освен тоа дека од овој крај сум родом, ама никогаш не сум била овде, но и не верувам дека секогаш било вака, значи дека имало отворена зоолошка градина. И сега како предизвик за сите оние кои што не гледаат во Мигов, не ги учат вашите деца дека треба да бидат идни правници и економисти, доста ни е од нив. Стручното образование е она кое што има многу поголема иднина. Ако децата сакаат животни, тогаш вистинското место е средното ветеринарно училиште. Немој да мислите дека тука нема да научат многу, ќе научат многу нешта и ќе имаат можност за практична настава, што е многу важно. Ќе имаат можност за вклучување во вакви безброј проекти, како што ни кажа професорката Младиновска, и да ни ги донесат практиките и овде во средното ветеринарно училиште. Ете толку од овде, од ветерина, сите оние кои што еве ова сонце можеби ќе го искористат ако сте блиску Бујрум на овој летниковец и во отворената зоолошка градина, да уживаме сите заедно.